Добар ден до сите советници, добар ден до општинската администрација, присутните директори, медиумите, присутни денеска, која следат седницата на Советот на општина Куманово. Првин, пред да започнеме, да дадам едно известување до Советот на општина Куманово, до сите советници, дека со изменувањето и дополнувањето на изборниот законник, Собранието на Република Македонија возможи непречена работа на советите и градоначалниците се до избор на нови членови на совети и градоначалници. Исто така и датумот за локалните избори беше пролонгиран од првата половина на месец мај во првата половина на месец октомври. Со тоа Советот може полноправно да работи и да одлучува. За денеска свикавме и координација, при што е закажана денешната седница на 19 јуни со почеток во 10 часот и 15 минути. За денешниот дневен ред имаме предложено 8 точки. Со тоа сите ги имате добиено дневниот ред и материјалите. Ќе отворам првин расправа по дневниот ред. Повелете дали некој бара збор. Повелете раководителот на секторот за финансии, господја Ирена Илиевска. Повелете, имате збор. Благодарам, председателе, почитувани советници, почитувани медиуми, почитуван председателе и останати присутни во салата. За денешниот дневен ред, значи градоначалникот, односно секторот за финансиски прашања, предлага уште една дополнителна точка и тоа е точката гласи одлука за проширување на средства на буџетот на општина Куманово за 2017 година. Значи, ова одлука е ставена како дополнителна точка поради итноста, поради барање на две училишта, и тоа основни училишта, Толи Зордумис и Вук Караджич. Има подпишано договор од основното училиште Вук Караджич со јапонска амбасада. Има добиено некои средства, донации во износ од 68.000 евра, кои што треба да бидат искористени за замена на прозорци и покрив на училиштето. Поради тоа што би требало да почнат со работа, така е назначено во проектот. Значи, проектот важи до 31.8. Меѓутоа, согласно договорот, они средствата ги имаат добиено, меѓутоа, согласно договорот, за да може да бидат потрошени тие средства, онака како што е прецизирано со јапонската амбасада и со изведувачот, би требало да бидат ставени како точка, за да може да помине оваа проширување, со што, значи, би можеле да ги трошат средствата. Исто, значи, уште еден проект има од училиштето Толи Зордумис, исто се работи за добиена донација, и тоа од 10.000 евра, и тоа се однесува, значи, овдека е со Турската национална агенција, и се работи за проект за детекција и работа со надарени и талентирани деца помеѓу ова основно училиште и помеѓу едно од таа национална агенција од Турција. Поради оваа, значи, предлагаме оваа точка како одлука за проширување на средства да биде на денешниот дневен ред, а во неа, значи, покрај овие донации се вклучени и пренамени и проширувања на уште две основни училишта во градот од нивните сопствени приходи, кои ги се потребни за исплата на екскурзии за деца, а не беа планирани во првичниот буџет, како и за реконструкција на училишта, на едно средно училиште, поконкретно на Перо Наков, поради тоа што брзаат за да може да го завршат во овој летен период додека трае распустот. Значи, како таква е предложена одлуката да биде како дополнителна точка на овој дневен ред. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не побара збор, првен ќе ја ставам на изјаснување точката која беше предложена од раководителот на сектор за финансии да биде составен дел на денешниот дневен ред. Повелете да се произнесеме.
Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, 27 за, 1 против, 2 воздржани. Констатирам дека одлуката за проширување на средства на буџет на општина Куманово ќе биде како дел од денешниот дневен ред. Повелете сега заедно со оваа точка. Ова точка би била како реден број 3, бидејќи првите две точки ни се веќе дадени како точки од секторот за финансии, а потоа сите точки ќе ги поместиме за по еден број понатаму. Ве молам сега конечниот дневен ред. Повелете процедурално. Извинете, ја заборавив прегреска. Значи, дали ќе може секторот за финансии на едната седница, сега доколку не може на едната седница да ни го обезбеди материјалот за оваа трета точка што ќе гласаме. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Значи, за денешниот дневен ред сега откако ќе го усвоиме, материјалот и одлуката ќе биде поделен од секторот за финансии, така да сите советници по усвојување на дневниот ред ќе го добиеме и материјалот по кој ќе работиме по точката подреден број 3. Повелете сега да се произнесеме по конечниот дневен ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, 29 за, 1 против, воздржани нема. Констатирам дека денешниот дневен ред е усвоен заедно со дополната од секторот за финансии. Ги молам сега службите да ја поделат до сите советници материјалот по точката реден број 3, за да би можеле советниците да ја разгледаат оваа точка. Одиме сега по ред. Прва точка за денеска ни е, први имаме, се извинувам, усвојување на записник од 66-та седница на Советот на општина Куманово. Повелете, отворам расправа по записникот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, по записникот повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 26 колеги советници, 26 за, против, воздржани нема. Констатирам дека записникот од 66-та седница на Советот на општина Куманово е усвоен. Одиме сега со денешниот дневен ред. Првата точка за денеска е квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за први квартал од 2017 година. Тука ни е раководителот на секторот. Повелете, отворам расправа. Кој бара збор? Ви благодарам. Бидејќи никој не побара збор, првата точка ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесеме по првата точка од денешниот дневен ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, 17 за, 11 против, воздржани 2. Констатирам дека Советот го усвои кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за први квартал од 2017 година. Одиме со втората точка од денешниот дневен ред. Тоа ни е буџетскиот календар. Повелете, кој бара збор по втората точка? Ви благодарам. Бидејќи никој не побара збор по втората точка ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесеме по втората точка.
Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, 18 за, 10 против, 2 воздржани. Констатирам дека Советот го усвои буџетскиот календар за оваа 2017 година. Одиме со третата точка од денешниот дневен ред. Тоа е одлука за проширување на средства на буџетот на општина Куманово. Повелете, дали некој бара збор по оваа точка? За збор се јави колегата Османовски. Повелете, имате збор. Благодарам, председателе, почитувани советници, почитувани директори, почитувани представници на општинска администрација. Би сакал да ни дадете појаснување, бидејќи овде немаме појаснување, патување во странство и сместување. Кој ќе патува, каде ќе патува и колку ќе чини сместувањето? Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не побара збор, за збор се јави раководителот на секторот, господја Илиевска. Повелете. Благодарам, председателе. Значи, пред советниците е поделена одлуката за проширување на средства на буџетот на општина Куманово. Конкретно, значи, за прашањето кое што го постави советникот, тоа е од колоната на донации, значи за онаа точка за која што јас дадов како некое уводно образложение, еве повторно сега, значи, ќе објасниме. Донациите во буџетот на општина Куманово, значи со оваа одлука ќе се прошират за 4.824.904, тоа е значи на приходна страна, истите средства се распоредени и на расходна страна. Значи се работи за два проекта. Едниот проект е, како што реков, на основно училиште Вук Караџиќ со јапонците и нивните средства се овие 4.132.000 за реконструкција на објекти и 31.000 за надзор на тоа. А вториот проект е проектот што го има, значи, склучено училиштото Толи Зордумис и финансовиот план НИФ, значи реков, се работи за добиен проект од Турска национална агенција со име на проект Our Work to Extract и се работи конкретно за детекција и работа со надарени и талентирани деца. Значи овие средства за сместување кои што се предвидени од 476.625 се однесува за наставниците и за децата од самото училиште. Значи ќе бидат во проектот е взаемно вклучено и што ќе патуваат, значи, турците и нашите во Турција. Значи тоа се сместување за учениците и за професорите, набавка на други материјали, овие 20.000 исто што се однесуваат за нив, и други договорни услуги, значи што ќе биде исплата од 164.500 за конкретно за проектот. Инаку, значи, проектот е веќе одобрен, договорот е подпишан и парите се пристигнати, значи само треба да бидат вградени за да може да се реализира. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор по третата точка? Ви благодарам, бидејќи повеќе нема пријавени за збор. Третата точка ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, 29 за, против нема, воздржан 1. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за проширување на средства на буџетот на општина Куманово за 2017 година. Одиме со точка подреден број 4, годишен извештај за движење. Ве молам, колеги советници, ако може малку за внимание. Одиме со точката подреден број 4, годишен извештај за движење на заразни болести за 2016 година на подрачје на општина Куманово. Тука ни е представникот, господја Јадранка Стаменкова, ја поздравувам нејзиното присуство. Отварам расправа по оваа точка, повелете, кој бара збор? Повелете, господја Јосифова се јави за збор, имате збор. Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги советници, почитувани представници од општинската администрација, почитувана доктор Јадранка Стаменковска од Центарот за јавно здравје, почитувани медиуми.
Денеска како четврта точка на дневен ред имаме годишен извештај за движење на заразни болести за 2016 година на подрачјето на општина Куманово. Како што може да се види од самиот извештај, значи дадени се бројки процентуално изразена застапеноста и распоредот по општини и по болести. Она што како прво паѓа во очи дека за 2016 година имаме намалување на заразни болести за 12,35% во однос на 2015 година. И како што е констатирано понатаму, значи дека тој намален број се должи пред се на намалениот број на пријава на заболени пред се од акутен ентероколит. Ова пред се мора да кажам дека се должи како резултат на намалено пријавување на ова заразно заболување, од аспект што тоа представува една дополнителна административна обврска за докторите, како од примарното, така и од секундарното здравство. Покрај сите знаете колкава е администрацијата и административните обврски на секој доктор и заради тоа ова е како резултат на тој начин на пријавување, односно додатно административно оптеретување. Ако во електронскиот систем во кој се регистрираат пациентите и сето она што следи понатаму, извештај, терапија и друго, се вметне и електронски начин на регистрирање на автоматско пријавување на самата заразна болест, мислам дека ќе имаме далеку пореална слика за она што значи вистинско движење, односно застапеност на заразните болести на нашата општина и другите општини кои гравитираат во овој регион. Понатаму во тој дел, значи, како што и секоја година имаме, најголем број на пријавени се од цревни заразни заболувања, и тоа е ентероколит, а потоа следи овчите сипаници или варичелата. Што се однесува, тука сакам да споменам како една од најчестите болести што спаѓаат во 10 најчести болести на наша територија, секако е инфективната мононуклеоза, каде што е забележено дека се пријавени вкупно 15 случаи и тоа во целиот регион, а само 9 на ниво на општина Куманово. Тоа е секако апсолутно не одговара со реалната бројка за појава на оваа заразна болест и тоа покрај можеби пријавувањето, кое не е толку проблем за оваа болест, колку што е недостатокот на реагенси и етиолошко докажување на самата болест. Така да многу често се случува да биде забележена како синдром, мононуклеозен синдром, а не и како пријава за заразна болест, односно потврдена мононуклеоза. Мислам дека во тој дел, ако има можност за етиолошка диагноза, секако дека и ова бројка ќе биде далеку поголема. Понатаму, сакам да се задржам во делот што значи имунизација, односно извештај за извршена имунизација како на предшколската, така и на децата од школска возраст. Тука може да се види дека сепак бројот на вакцинирани деца од предшколска возраст е се уште висок, 95%, додека на школската возраст е нешто паднат заради тоа што имаме намалување, односно одбивање да се спроведе вакцинацијата од МРП вакцината, односно морбили, рубеола и паротитис. Оваков намален број на имунизација пред се должи на негативната кампања која неколку години наназад кај нас, значи, се гледа дека има влијание, пред се како информација од интернет, други медиуми и се, а и еден дел од здравствените работници исто така во тој дел имаат и свое влијание, односно и нивното негативно изјаснување по однос на ова вакцина секако има удел. Јас можам да кажам дека имунизацијата, односно вакцинирањето, е една од најголемите придобивки во медицината за 20. век. На таков начин се искоренети многу болести. Или нивниот број е сведен, значи, нивната застапеност е сведена под една контрола, значи се има на контрола на тие болести.
Затоа, ова, значи, треба да престане таа негативна кампања, поготово што и натаму, сега се повеќе се усовршува, значи, и принципот на изработка на вакцини, самите вакцини, значи, се од реномирани производители, а колку што знам наназад, може тука Јадранка да ни објасни подетално, се од GlaxoSmithKline, фармацевската куќа која е светски реномирана куќа и кај нас со години се користат вакцини од тој тип. Така да, невакцинирањето со заболувањето од овие болести навистина може да има далекосежни последици, да не кажам да заврши на крај и фатално. Затоа еве и еден апел децата да се вакцинираат редовно, затоа што само на таков начин можеме да ги заштитиме. А тоа што нема појава во поголем број од овие болести на наша територија е сепак како резултат што голем број се вакцинирани, па овие деца, значи нема кој медијатор кој да ги шири болестите и заради тоа и немаме некоја поголема појава. Меѓутоа, ако продолжи овој тренд, тогаш може да се размислува и на друг начин. Понатаму, сакам да споменам во делот што се однесува за пријава, односно за делот што се однесува на појава на ХИВ-СИДА на подрачје на нашата општина. Значи, за среќа тој е се уште низок и затоа треба и понатаму да продолжи она што значи редовна контрола, односно анонимно тестирање, доброволно тестирање, значи едукација и се она што треба да биде опфатено со овие програми. Инаку има изработено локална стратегија за заштита од ХИВ-СИДА на ризичните групи, која треба, се надевам дека во скоро време ќе дојде и на разгледување на седница на Советот и како таква ќе биде усвоена. На крај имаме од извештајот, имаме и за што се однесува до делот на мигранти. Тука само би ја прашала доктор Јадранка колку сега моментално имаме мигранти на делот во кампот во Табановце, значи колку се водат тука, пошто додека беа голем број зголемени и ние имавме работа со нив, значи доаѓа и кај нас, сега веќе гледам извесен период нема, па ме интересира која е бројката на мигранти која сега ја има и дали има прилив од друго, макар да, ќе знаевме и под медиумите све дека, нема појава на нов бран на мигранти, меѓутоа, пошто е наведено, тука ме интересира и бројката на мигранти кои моментално се наоѓаат на таа локација. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор по оваа точка? Ако никој друг, повелете, господинот Караджински, повелете, имате збор. Благодарам, председателе. Почитувам председателе, почитувани колеги советници, почитувани представници на јавните предпријатија на општина Куманово, седмата сила и сите останати присутни во салата. Само мал придонес би сакал да додам во дискусијата за извештајот на Центарот за јавно здравје, а тоа е дека за поздравување, нели, тоа што Центарот работи добро, Центарот ги следи сите параметри во општина Куманово кои што може да ги следи во функција на спречување на ширење на заразните болести, настанување и ширење, и што ни ги дава еден ваков преглед кој што многу убаво зборува дека во последните години бројот на заразни заболувања е во намалување. Меѓутоа, не смееме да седиме со скрстени раци, се разбира. Сите превентивни мерки би требало ригорозно да се спроведуваат и понатака, за да не дојде до некаква експлозија на заразните болести, и знаеме за што се работи.
за какви болести се работи, кои се шират експлозивно, кои се шират неконтролирано и кои што можат да предизвикаат огромни штети на населението на општина Куманово. Последниве години варичелата, мислам, мене ми падна во очи дека е така расширена, меѓутоа тоа е кај младите дечиња и таму кога се прележи варичелата не е страшна, бидејќи поминува без многу потешкоти и без, да кажеме, оставање на некакви траги после тоа, односно секвели. Меѓутоа, сепак би требало да се води ред и кога ќе се појави кај децата, поготово во градинките, кај што се да се води сметка, штом ќе се појави варичела, да веднаш се алармираат службите и така натаму. Кај нас во Куманово, кога полагав јас инфективно, професорот Миронски вика, мора да те прашам ја тебе за тифус и за ентеро инфекциите, бидејќи вие во Куманово имате ваква и ваква вода, вакво и вакво, нели, милие таму, и таму обично вика се, нели, се случуваат мешање на водите и нечистоти и така натаму. Меѓутоа, нашиот водовод мислам дека добро работи, сега за сега водите не представуваат некаква опасност за ширење на било какви болести и бидејќи тоа се контролира. Сега гледаме дека центарот ги контролира и реките, нешто се обидува да контролира. Меѓутоа, страв ми е од депониите кои што се појавуваат во општина Куманово, од кои депонии може да се расшират разноразни болести. Таму и кучињата скитници нон-стоп се присутни. Таму се присутни и некои што собираат во сметот, не знам, некакви материјали и така натаму, така да опасност за тие луѓе и пренесување на заразните болести. Значи, ние мораме Куманово на некој начин да го исчистиме од дивите депонии и овој смет кој што може да предизвика несогледиви последици по здравјето на луѓето во Куманово. Ама како тоа да го направиме, тоа треба само преку Советот на општина Куманово да се издействува и да се направи она што треба да се направи за да имаме чист град, чиста општина и каде што здравјето на луѓето и понатаму ќе се, нели, унапредува. Што се однесува до вакцинациите, вакцинациите се потребни според мене, бидејќи ако кај едно дете од 15.000 или 10.000 вакцинирани се појавила некаква компликација, не значи тоа дека треба да се прекине вакцината. Замислите ако не се вакцинирани децата и ако, например, се појави болеста она што може да се заштити со вакцина. Тоа ширење дезинформации за како действуваат вакцинациите, па тие толку години се испитувани, правени експерименти и така натаму и така, не се пушта ниту еден лек, поготово вакцина не се пушта во промет додека не се согледаат сите нејзини позитивни и негативни работи. Значи тоа е кај некои од родителите останало страв, се појавуваат некои компликации, меѓутоа стравот не значи дека децата не треба да бидат вакцинирани. И би требало на тој план повторно да се работи со населението, за да на некој начин повторно се добие доверба во вакцините кои што се примаат. Кај нас во Куманово, вие знаете дека е присутна и дрогата. Уживателите, нели, во психотропни супстанции се склони кон хепатитите, хепатит С и останатите се разбира. И тука би требало сем она што ние го имаме метадонски центар во Куманово, за кое јас сум најголем противник во Македонија, мислам поголем од мене нема за такво нешто што е воведен метадонот во лекување, а тоа не е лекување, него субституција, замена и му даваш дрога, за да на некој начин он биде мирен, да не иде да краде, да ова и така натаму. Да не го образложувам на милион состанец, сум го образложувал тоа. Ако дадеа да се на времето увезе немексин, кој што беше лек, ние во Куманово неки имавме толку зависници од дрога. Меѓутоа,
Тоа беше така, многу бил скап и така натаму, меѓутоа поскапо здравјето нема ништо. Значи, потенцијал за пренос на овие болести се и се јавува и кај зависниците кои што не се свесни колку нив ги демне со тоа нивно зимање, покрај тоа што зимаат метадон, тие и понатаку продолжуваат со интравенски апликации на психотропни супстанции, од тој пекол нема назад враќање. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете, дали некој друг бара збор? Господин Стојановски се јави за збор, повелете, имате збор. Благодарам, председателе. Јас како немедицинско лице па сакам да дадам придонес во областа на вакцинирањето на децата. Знаеме дека оваа работа зазема се поголем простор и повеќе деца остануваат невакцинирани, па би апелирал до сите медицински лица и до сите надлежни во државата да вршат што повеќе едукации во овој дел на оние родители кои не сакаат да ги вакцинираат своите деца. Има, значи, многу родители кои, водејќи се од оние пропаганди што се водат на интернет и по не знам кои мрежи социјални какви се, не, и повлечени од тие реакции и од тие разговори на тие мрежи, остануваат нивните деца невакцинирани. Јас би предложил и една мерка, ако треба државата да се заземе за тоа, оние родители кои не сакаат да ги вакцинираат своите деца, да се собираат што повеќе на некои собири, кои ќе ги организираат надлежните органи, се со единствена цел да се разубедат овие луѓе и да крајната цел да ги вакцинираат своите деца. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор? Еве, јас би се пријавил за збор, бидејќи се отвори дискусија која секоја година го разгледуваме годишниот извештај за движење на заразни болести, така и за 2016 година е на денешниот дневен ред. Гледаме од самиот извештај дека имаме намалување на заразни болести, меѓутоа, она што мора да го уочиме од овој извештај кој го добивме, дека и вакцинацијата на сите деца оди во опаѓање, што значи дека овдека би требале малце да предискутираме, бидејќи како општина Куманово важно е имунизацијата на сите деца за да би имале што поквалитетни младинци и што поквалитетно општество. Така да во светот знаеме дека имаме држави каде што вакцинацијата или имунизацијата е на доброволно ниво, каде што родителите бираат дали сакаат или не сакаат да ги вакцинираат своите деца. Меѓутоа, знаеме и дека уште од нашите генерации сите деца беа вакцинирани со заразните болести и со тоа гледаме дека заразните болести со тек на времето се во опаѓање. Меѓутоа, во последниот период гледаме едно неверување и родителите што го имаат во самите вакцини и добавувачи на вакцини, така да се сомнева дека вакцините кои се добавуваат се со сомнителен квалитет од сомнителни држави, недоволно испитани од недоволно лиценцирани фирми и така натаму. И тоа е тоа што навистина денеска што го добиме извештајот е тоа што имунизацијата на децата е во опаѓање. Затоа еве би сакал до раководител, до директорката да поставам прашање дали тие вршат одредени испитувања со родителите, зошто имаме намалување на имунизацијата кај децата и кои се мерки кои тие ги преземаат и ќе ги преземаат во наредниот период во обука, се со цел да родителите ги сватат позитивните работи од самата имунизација, за да би можеле во понатамошниот период сето она што доаѓа како последица од имунизацијата да биде
веќе надминато и имунизацијата да влезе со сигурност секаде, меѓутоа со квалитетни вакцини кои се од реномирани производители, како што знаеме дека од западноевропските држави, како што е Германија, секако имаат предности. Меѓутоа, еве неколку прашања до вас, за да би можеле сите ние да ги сватиме на вистина проблемите со кои се соочува и цела Република Македонија, меѓутоа и општина Куманово. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? За збор се јави првим господинот Османовски. Повелете, имате збор. Благодарам, председателе, почитувана директорке, куса прашање до вас. Дали преземате во овие вашите годишни извештаи, преземате активности во ромските населби, каде имаме поголема концентрација на ромски дечиња и каде што порано имаме проблем со вакцинирање на истите, па се презема акции, влегуваа ваши екипи во самите населби, затоа што знаеме дека онаму каде што има повеќе деца, превладуваат и оние болести што се карактеристични за тие ромски населби. Дали вие оваа година планирате такви акции? Да влезете и да извршите имунизација на децата припадници на ромската заедница, деца кои живеат во така наречени гета, ромските гета или населби во општина Куманово. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. За збор следна се пријави колешката Криновиќ. Повелете, имате збор. Благодарам, председателе. Јас генерално не сакав да се јавам за извештајот, бидејќи извештај како извештај е уредно напишано се она што го работи Центарот за јавно здравје. Само неколку работи сакам да појаснам. Значи, не се работи за неквалитетни вакцини. Вакцините се сега најновите петовалентни вакцини и претходните вакцини се од најреномирани фирми во Европа. Значи, не можеме да кажеме дека ради тоа родителите не ги вакцинираат на децата. Се работи за една вакцина, значи за МРП, која се дава на 13 месеци, и која ради не само кај нас што е дека не се вакцинираат децата, родителите не ги вакцинираат, за таа вакцина се води полемика во целиот свет и во Европа, дали треба да се вакцинира, дали не треба да се вакцинира, дали предизвикува аутизам или не предизвикува. Ние како медицински лица сме за вакцинација и кажуваме дека не предизвикува аутизам и тоа е испитувано и правени се студии и се тоа, но проблемот е со интернет, со Facebook, секој има пристап сега до интернет и значи од таму е тоа дека не треба децата да се вакцинираат. Значи едната вакцина е проблем, не е дека вакцините не се квалитетни, ради тоа не се вакцинираат децата. Значи гледаме дека 95% е вакцинацијата кај нас се спроведува, значи сите други вакцини освен МРП. Значи МРП-то е проблем, а тоа како и претходните дискутанти што кажаа, значи треба да се води јавна дебата, да се бидејќи не е само проблем кај нас, проблем е и во Европа. Значи поголемо учество на здравствениот персонал точно, ние сите сме за вакцинација, но треба тоа да се кажува јавно, како сега денес што кажуваме, и дискусии, и форуми и така натаму. Благодарам. Ви благодарам, затоа се и денешните дискусии. Дали некој друг бара збор? Ако други нема пријавено за збор, тогаш збор ќе дадам на господја Стаменкова да даде одговор на сите овие прашања кои беа поставени денеска на Советот. Повелете. Благодарам. Пред се прво, веднаш да разјасниме, не сум директорка на Центарот за јавно здравје. Значи, јас сум раководител на оделението за епидемиолошка дејност со ДДД служба при Центарот за јавно здравје. Веднаш да кажам дека благодарам до сите што констатира учесници, дека сите оние констатации тие што ги искажа, јас всушност нема што да надодадам на тоа, освен дека сите се, можам само да ги потврдам констатациите. Оваа година извештајот сакав да не го оптеретувам со некои други, нели, во однос на сите останати други инфективни заболувања. Ги ставив оние критични точки и знаев дека ова ќе ве се интригира, особено во однос на вакцинацијата.
Меѓутоа, мојот годишен извештај го завршив со една реченица во која што стои дека од 31. октомври до 2. ноември во Берово се одржа регионална работилница заедно за здравјето за сите до 2020 година. Тука учествуваа представници од Советот за јавни здравја од сите општини во Републиката. Овој Совет за јавно здравје го сочинува еден член од Центарот за јавно здравје, во кој учествувам јас, и 4 члена од општината. Значи, тие членови го представуваат Советот за јавно здравје. Она мултисекторска соработка што има Центарот за јавно здравје со сите, значи, од локалната самоуправа, единици, дали тоа ќе биде образованието, дали од сите подрачни единици, односно од сите, тука се здравството, значи здравствените работници, сето она што треба понатаму да се работи, ќе оди во сите овие мерки што треба да се превземат. Голема улога, значи има Центарот за јавно здравје, значи, ја следи епидемиолошката состојба, се констатираат мерките, се превземаат, меѓутоа, за да се подобри и да состојбата барем остане на ова ниво на кое што ни е сега, значи имаме стабилна епидемиолошка состојба, немаме појава на епидемија, особено од вакцино-превентабилните болести. Голема улога има државниот санитарен здравствен инспекторат. Значи, тој е тој кој законската регулатива, значи тој ги контролира нашите матични лекари, тој ги контролира здравствените работници во однос на пријавувањето. Тој контролира во однос на извршувањето, значи, на она што значи задолжителна здравствена вакцинација, значи родителите треба да бидат повикани кои што не ги вакцинираат своите деца. Во однос на едукацијата на родителите, значи тука треба да се вклучи, како што напишав и што треба да се превземе мерки, значи не само едукација на здравствените работници во однос на вакцинацијата, туку едукација и таа комуникација со родителите, најверојатно тоа ќе биде преку образованието, односно тие совети на родители, каде што ние ќе се наметнеме како здравство, како епидемиолози, значи овој проблем да се, ова антивакцинална кампања да се спречи и да се убедат, како што рековте, значи да им се објасни на родителите дека станува збор за проверени, сертифицирани вакцини. Сите вакцини што доаѓаат во државата, тие од Министерството за здравство, односно од контролата за биро лекови, се проверуваат, се добива сертификатот и дори тогаш се употребуваат. Она во однос на МРП-то вакцина, како што рече доктор Сунчица, таа истата вакцина што ние сме ги нашите деца вакцинирале на GlaxoSmithKline, значи вакцина која што веќе повеќе од 30 години кај нас се употребува. Во однос на тоа е главниот проблем што кажа Кристина, значи во однос дали предизвикува аутизам или не, и јасно и гласно е докажано дека вакцината не е, значи, предизвикувач на аутизам. Меѓутоа најголема улога играат форумите, социјалните мрежи, каде што родителите, односно мајките таму преку тие социјални мрежи се договараат дали ќе го носат детето, дали овој педијатар е добар, дали ова вакцина е добра. Тука најголема антивакцинална кампања одигра, значи, овие социјални мрежи. Во однос на мигрантите, што каже доктор Сунчица, сакам да потенцирам дека Центарот за јавно здравје од 2015, особено мојот одел за епидемиологија, ја следи состојбата, значи во прифатно-транзитниот центар, и кога имавме огромна улога и огромна задача, да ние два пати како служба го посетувавме тој центар, два пати вршевме во текот на 24 часа дезинфекција на целиот тој простор и објекти, каде што беа сместени преку 1500 секојдневно, значи транзитираа мигранти, и спроведовме мерки во однос на спречување на, имавме акутно труење со храна, значи немавме, освен 72 случаи, тоа е навистина, не се дозволи да се прошират заразните заболувања од тој центар на ниво на нашата општина. Имавме десетина случаи на варичела,
имаше појава на скабиес, односно шуга и акутно труење со храна и ентероколити. Меѓутоа, значајно е што извршивме вакцинација во тој камп на 604 деца со полио вакцина, така да целата година беше навистина со огромни, целиот Центарот за јавно здравје доби еден истурен пункт, каде што цело време му беше организацијата едноставно усмерен према овој пункт. Сега за информација, само има околу 30 мигранти, од кои 18 се уште од првите денови кои што имаат заглавено, односно не сакаат или не можат да продолжат понатаму. 2-3 дечиња има кои што исто, меѓутоа заводот еднаш неделно оди и понатаму, значи под надзор, зема примерок на вода и врши дезинфекција на целиот простор. Во однос на другото прашање, меѓутоа главен акцент јас сепак би оставила, значи здравството заедно со Центарот за јавно здравје и овој Совет за јавно здравје треба да профункционира. Ние, значи, како и тука се главните оние активности што ќе се продолжи понатаму со превентивни мерки. Дали тоа ќе биде во однос на вектор преносливи болести кои би можеле да се појават со ваква депонија, како што кажа доктор Караджински, дали сите оние мерки во однос на аерозагадувањето или сето тоа, значи имаме ни предстои голема мултисекторска соработка, нели со цел да ни се спречат овие, да имаме една стабилна епидемиолошка состојба. Ви благодарам, ако може само микрофонот да го исклучите. Дали некој друг бара збор? Господинот Османовски, повелете. Благодарам, председателе. Јас прашав дали преземате активности во правец на контрола, вакцинирање и имунизација на дечињата кои живеат во ромските населби. Поаѓајќи од фактот дека таму има поголема концентрација на луѓе, има поголема концентрација на деца и хигиенските услови малку се поинакви отколку во другите делови на градот. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Ако може за одговор, повелете, имате збор. Се извинувам, заборавив ова. Значи, здравствениот дом, односно детскиот диспансер, тој е задолжен за извршување на задолжителна имунизација кај децата, значи, дали предшколски или школски. Тие водат евиденција, значи ги имаат децата, ги повикуваат, имаат уредно, значи, евиденција, картотека на сите деца кои што се особено од ова ромска населба. Тие во текот на недела на имунизација вршат прочешлување, така наречено прочешлување на оние сите невакцинирани деца, кои што се и едноставно имаат добра комуникација со невладините организации од овој дел, особено сестра Славица, значи, која што е води вакцинацијата таму, така да тој дел, значи, воопшто не одстапува од она што значи во однос на имунизација на останатите делови. Значи, тие водат евиденција, затоа што има доста често децата мигрираат. Значи, одат во еден период, значи, кога се вршеше она дома одење на терен на имунизација, често пати, значи, тие не се тука, не се наоѓаат, значи, праќаат покани повеќе, се вклучи тука и ромскиот медијатор, мислам дека се вика Роберт дечкото, кој што требаше да биде врска измеѓу здравствениот дом, патронажната служба и пронаоѓање на овие деца кои што не се комплетно вакцинирани. Имате право затоа што се превземаат во однос, се следи состојбата, затоа што првата епидемија на паротит, односно на заразни заушки, која се појави, значи, од таму, од оние деца кои што беа невакцинирани. Така да се следи во однос на вакцинацијата, меѓутоа, голема улога тука мора да одигра и Државниот санитарен здравствен инспекторат. Затоа што законска е регулатива, редовна, задолжителна е кај нас вакцинацијата и треба да се превземаат мерки. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор по четвртата точка? Бидејќи повеќе нема пријавено за збор, оваа точка ја ставам на изјаснување, повелете да се произнесеме.
Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 29 колеги советници, 29 за, против нема, воздржан нема. Констатирам дека едногласно е усвоен годишниот извештај за движење на заразни заболувања за 2016 година на подрачје на општина Куманово и благодарам на раководителот на оделение, господја Стаменковска, за денешното присуство. Одиме со наредната точка од денешниот дневен ред, тоа е предлог одлука за пренесување на правото на користење на дел објектот затворен градски базен со пратички содржини Куманово. Тука ни е господинот Божиновски како раководител на сектор. Повелете, отварам расправа по ова точка. Кој бара збор? Ви благодарам. Бидејќи никој не побара збор по ова точка, точката ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесеме по истата. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, 19 за, 9 против, 2 воздржани. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за пренесување на правото на користење на дел од објектот затворен градски базен со пратички содржини Куманово. Одиме со наредната точка од денешниот дневен ред. Тоа ни е тримесечниот извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Водовод Куманово од 1.1.2017 година до 31.3.2017 година. Тука ни е директорот на јавното предпријатие господинот Стојковски. Повелете, отварам расправа по ова точка. Кој бара збор? Ви благодарам. Бидејќи никој не побара збор, точката ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесеме по шестата точка од денешниот дневен ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 26 колеги советници, 18 за, 7 против, 1 воздржан. Констатирам дека Советот го усвои тримесечниот извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Водовод Куманово од 1.1.2017 до 31.3.2017 година. Одиме со наредната точка од денешниот дневен ред. Тоа ни е точка под реден број 7, извештај за деловно финансиско работење на јавното предпријатие Чистото и зеленило Куманово за период јануари-март 2017 година. Тука ни е директорот господинот Петрушевски. Повелете, кој бара збор по оваа точка? Јас би сакал да се пријавам за збор по повод извештајот. Ве молам за внимание, колеги. Го добивме извештајот за финансиското работење на јавното предпријатие Чистото и зеленило. Гледаме дека е позитивен. Посакуваме успешна работа со тоа што и теренски се повеќе и повеќе да бидеме присутни помеѓу граѓаните и расчистување на работите кои е задолжено ова јавно предпријатие. Меѓутоа, сакам да дадам своје видување. Од минатите седници имаме и седница каде што ова јавно предпријатие овозможивме да продолжи да работи, односно блокадата која беше под управата за јавни приходи. Ја следам оваа работа како советник, бидејќи како советници овозможиме ова предпријатие и понатаму да продолжи со работа, бидејќи тоа е во интерес на граѓаните. Меѓутоа, сакам и да ги охрабрам службите во ова јавно предпријатие и директорот да разговараат активно со сите нивни должници, кои се должници на јавното предпријатие Чистото и зеленило, бидејќи со евентуалното активирање на ваквиот долг од страната на Управа за јавните приходи, имавме ситуација каде што мораше да биде
платено од должник на должник, каде што сите должници на јавното предпријатие ќе беа блокирани и затоа сакам да ги охрабрам службите континуирано да направат своји тимови, каде што ќе работат на исплата на сите фирми кои должат кон ова предпријатие, јавното предпријатие Чистото и зеленило, се со цел континуирано тие да се раздолжуваат кон ова јавно предпријатие, а јавното предпријатие Чистото и зеленило да си го исплаќа својот долг како што е регулирано на 36 месечни рати кон управата за јавни приходи. Така да, еве, тука ни е директорот, значи директори имате подршка да работите и понатаму, да се со цел да го исплатиме овој долг како фирма, а граѓаните да добиваат навремени и квалитетни услуги од ова јавно предпријатие. Повелете, дали некој друг бара збор? Повелете, господинот Османовски прв се јави за збор. Благодарам, председателе, почитуван директоре. Немаше да се јавам за дискусија, меѓутоа председателот на Совет инициираше некои работи дека ние сме ви овозможиле да работите. Почитуван директоре, вие полека, но сигурно станувате паралелна институција Совет на општина Куманово, вашето јавно предпријатие. Сите одлуки на вашиот управен одбор поминуваат ни Советот на општина Куманово, должни се мнозинството на Советот да ги изгласаат. Имотот, сигурно 1/3 од имотот на општина Куманово премина во владение, односно вие го менаџирате на општина Куманово и се тоа благодарение на мнозинството што го имате. Би сакал да потенцирам дека општината полека, но сигурно здраво застанува позади вашето јавно предпријатие. Меѓутоа, вие и понатаму не водите сметка за граѓаните на општина Куманово. Се уште ги ракетирате, легално преку овој Совет ги ракетирате граѓаните во сите ваши действија што ги вршите. Ве молам за однесување, културно неупотребување на такви зборови. Повелете, легален ракете ако Советот на општина Куманово поддржува иницијатива, предлог на тоа јавно предпријатие на приватно земјиште да се наплаќаат по 2 пати на граѓаните сите услуги. Тоа го прави ова јавно предпријатие и никој не презема мерки кон тоа јавно предпријатие. Ниту ние како Совет, ниту градоначалникот. Ви благодарам и на вас. Следен за збор се јави господинот Трајковски. Повелете. Благодарам, председателе. Значи, вака, дел од финансиски, па влеговме во други приказки, но се ова паѓа на контото на јавното предпријатие. Значи, покрај сите ингеренции што им ги дадовме на ова јавно предпријатие и одобренија и одлуки за кои бара да им ги дадеме, буквално се сложувам со колегата Ашмет дека буквално се што побара се добија. Сите одобренија покрај останатите го заборавија она основното да не беа овие дождови, не знам улиците како ќе беа чисти. Чистота и зеленило, за и околу одржување на зеленилото. Ме интересира, директоре, дали селективно ги сечете дрвата, дали работите со стручни служби за сечењето на дрвата, тоа за тие крошни за обновување, и прашање од граѓани на град Куманово, поточно кои живеат во локалитет Водовод, кој и како и дали ги имате ингеренциите да ги срушиме, да ги сечиме тие 3 тополи кои се таму, бидејќи поставуваат потенцијална опасност за сите објекти кои се околу тие тополи. Значи, мислам дека е една од ингеренциите на вашето јавно предпријатие. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор по оваа точка? Бидејќи други нема пријавено за збор, за одговор, господинот Петрушевски, повелете, имате збор, директоре. Благодарам, председателе. Благодарам на охрабрувањата од ваша страна и од страна на дел од советниците за понатамошното работење на јавно предпријатие и прибирање на сите оние средства кои како должник произлегува од споменатата блокада од страна на Управа за приходи.
Веќе имаме одлука на управен одбор каде што на сите должници кои се над милион денари, а тоа се однесува на сите институции, јавни установи кои се под министерствата и под локалната самоуправа да можат на 36 месечни рати да ги разложуваат долговите, бидејќи дел од тие долгови се наталожени. Дел од нив се јавија, направивме спогодба и мислам дека и во понатамошниот период ќе продолжиме со таква активност како би можеле се она што значи долг кон управа за приходи максимално ревносно да го испочитуваме, односно да го раздолжиме долгот. Има некои моменти во меѓувреме со тоа што добивме и пресуда од апелација, односно од потврда на она што го баравме од апелација, да може најавното предпријатие да се овозможи работењето, меѓутоа ние со залог и со она што го направивме како јавно предпријатие, веќе завршивме работа пред тоа. Мислам дека најавите се и од управен суд да падне пресудата односно да ја обжалената пресуда, односно обжалената блокада од страна на управа за приходи, да се врати на повторна постапка, бидејќи има низа неправилности, сите оние што јас како директор на ова јавно предпријатие ги посочив на овој совет и во насока сме да се она што значи неправилност во постапување на управа за приходи кон јавно предпријатие по судски пат и по сите оние управни спорови и законски постапки кои следат, да ги ја исправиме како можност, затоа што таа камата и го обременува јавното предпријатие, не е суштествена бидејќи е фиктивна камата. Меѓутоа, кога ќе дојде време за тоа ќе разговараме и кога ќе завршат постапките, сигурно и овој совет ќе биде запознаен со се она што се случуваше и што ќе се случува околу тие неправилности. Што се однесува до видување на одреден дел на советници, значи за ваше сознание јавно предпријатие нема право да врши сечење на дрва на јавни површини. Процесот и процедурата е со писмено известување до комуналната инспекција, комуналната инспекција до Министерство за земјоделие, каде што стручно лице ќе излезе на лице место, ќе востанови дали се тие склонопадни дрвја или може да се исечат во однос на дел на, ако се наоѓаат на јавна површина, колку што сум запознат. А јавно предпријатие во последна фаза, ако се обрати Министерство за земјоделие, може да ги исече после добивање на дозвола, меѓутоа пракса е шумско стопанство во подрачна единица во Куманово да врши сечење на такви дрвја. Значи, јавното предпријатие нема ингеренции да врши таква сеча на тие дрвја. Што се однесува до рекет на било кого, јас одговорно тврдам дека ние се она што е според закон и се она што треба да го наплатиме од страна на јавно предпријатие кон граѓаните, со цени кои се утврдени од страна на Советот на општина Куманово, а дел од цените се утврдени од страна на Министерство за екологија и животна средина. Мислам дека е нонсенс да разговараме за било каков рекет. Околу земјиштето што го загатна господин Ашмет Османовски, јавно предпријатие не може да врши работа на било кој друг, затоа што ако тоа земјиште е на било кој приватно земјиште, се знае процедурата. Нити сме го добиле, нити сме го доделиле, нити можеме да го доделиме. Значи, си има постапка за денационализација со сите ресурси кои ги има во Министерството. Ако му се додели на собственикот тоа земјиште, тогаш ние воопшто не можеме нити да влијаеме, нити да вршиме било каква пречка во таа работа. Значи, муслиманските гробишта се доделени на јавно предпријатие пред 20 на 30 години и ние само стопанисуваме, нити управуваме, тоест, нити стопанисуваме, нити е во наша надлежност, нити сме иматели на тоа земјиште. Впрочем, исто и со градските гробишта, значи ние сме само управители. На градските гробишта собственика општина Куманово, а на муслиманските гробишта има тројна поделба, каде што се јавуваат дел од ИВЗ, еден дел е на општина и третиот дел е заеднички. Значи, тоа е процес кој е решен, односно договор кој е правен пред 25 години и повеќе. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Првиен до сите советници и присутни во салата да го сочуваме дигнитетот на Советот.
ве молам да внимаваме на зборовите, бидејќи ќе морам да ве опоменувам или пак да го земам зборот на сите кои ќе зборуваат недолично на седниците на Советот на општина Куманово. Повелете за реплика господинот Османовски. Почитуван директоре, вие имате стопанисување со приватен имот на муслиманските гробишта, со имотен лист, ниту е општинско, ниту е државно, туку имот на верски одбор на ромите. И тука завршува вашето стопанисување. Не им го продавајте нивното земјиште на самите роми по 2 пати. Тие еднаш го купија. Вие пак им го продавате по 100 евра за гробно место. Немојте така. Не удирајте по таа категорија на население. Другите им помогнаа, а вие стопанисувате со приватно земјиште. Поведете, погледнете го. Барете имотен лист. Јас ви го доставив овде на Советот. И вие вршите наплата и вашите извештаи се подобрени благодарение на таа наплата, која нема основа вие да стопанисувате со приватно земјиште. Немате договор со верски одбор, ниту верската заедница има договор со ромскиот верски одбор, ниту е дадено тоа земјиште на некого. Вие влеговте и стопанисувате со приватно земјиште. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. За одговор господинот Петрушевски, повелете, имате збор. Благодарам, председателе. Јас мислам дека воопшто не е адресата во јавно предпријатие затоа што околу имотно-правни односи, околу состојбата, дали и кое земјиште е на кого, си има други институции. Општина Куманово и минатите совети на општина Куманово го доделиле на управување на јавно предпријатие. Ние мора да управуваме според позитивните законски процеси. А сите оние работи околу поделби, имотни поделби и се она кој дел и влог чифе за разрешување на проблемот воопшто не е адреса на јавно предпријатие Чистота и зеленило. Ние како управители ќе управуваме се додека не одлучи Советот поинаку. И мора да ги почитуваме сите законски одредби и околу тарифникот и околу цените кои се одредени од министерствата. Значи, се надвор од тоа е незаконско работење. Ако дел од ромската заедница има имотни листови, нека покрене постапка, нека отиде во општина со стручните служби, нека направат било каква иницијатива, воопшто нема да попречуваме на било каков процес кој ќе биде законски и легален за да се расчистат состојбите околу имотот во муслиманските гробишта. Ние ќе стоиме позади секоја одлука на органите на управување, односно позади секоја судска одлука. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бора збор по оваа точка? Констатирам дека никој не бара збор повеќе по оваа точка. Точката ја ставам на изјаснување. Повелете да се произнесеме по седмата точка од денешниот дневен ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 28 колеги советници, 16 за, 10 против, 2 воздржани. Констатирам дека Советот го усвои извештајот за деловно финансиско работење на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово за период јануари-март 2017 година. Одиме со наредната точка од денешниот дневен ред, тоа е предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цена на влезници за користење на отворен градски базен во Куманово. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавено за збор, точката ја ставам на усвојување. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 28 колеги советници, 17 за, 2 против, воздржани 9. Констатирам дека Советот
го усвои решението за давање согласност на одлука за утврдување на цени на влезници за користење на отворен градски базен во Куманово. Одиме со последната точка од денешниот дневен ред, тоа е предлог решение за давање согласност на одлуката со која се врши измена на одлуката со која се определува цена на погребни услуги што ги врши јавното предпријатие Чистото и зеленило Куманово. Повелете, кој бара збор? Бор? Благодарам, председателе. Според предлог решението за давање на согласност на одлуката за измена на цените за погребните услуги, гледаме дека во овој извештај се тргаат од ценовникот услугите за превоз на починати лица. Но ме интересира во ценовникот што има користење на услугата фрижидер за починати лица. Значи, бидејќи знаеме дека толку време не беше во функција, дали истиот е поправен и е повторно ставен во функција? Благодарам. Ви благодарам. Повелете господинот Трајковски по разбор. Така, благодарам председателе. Значи, пред во минатиот состав мислам дека формиравме предпријатие АД за погребални услуги. Дали тоа функционира, бидејќи овдека ги правиме корекции на цените кои тогаш беа направени во тоа АД. Има во Куманово, колку што знам, лиценцирани 3 фирми за погребални услуги. Така да, дали ги има ингеренциите јавното предпријатие Чистото и зеленило по точка 1, по точка 1. Дефинитивно само по точка 1 ми интересира искупување на гроб. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Следен за збор господинот Османовски, повелете. Благодарам, председателе. Прашањето беше слично, уствари исто прашање дали вие добивте лиценца за ископ и погреб и за транспорт на починати. И понатаму да видам од вашиот одговор, па можеби ќе се јавам за реплика. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? За одговор повелете директорот на јавното предпријатие, господинот Петрушевски, имате збор. Благодарам, председателе. Ке тргнам од мотивот за оваа одлука, бидејќи пред неколку месеци дојде од комунална инспекција, од државна комунална инспекција, за контрола на работење на дел од гробишта во однос на сите тековни работења, во однос на почитување на законските одредби и се она што значи како дел од почитување на комуналниот ред во закон за гробишта. Значи, сугестија, односно во записник влезе да ги изфрлиме цените кои се однесуваат на давање на услуга околу погреб на починати лица, бидејќи сите јавни предпријатија во Република Македонија не можат да вршат погребални услуги во таа насока. Ние не ги менуваме цените, изфрлени се неколку точки кои ни ги посочија да ги сфрлиме од државната комунална инспекција и заради тоа што може да биде казнето јавно предпријатие ако за 3 месеци не постапиме по записникот од државната комунална инспекција, затоа и мотивот да излеземе на совет без тие точки. Сите овие цени се стари 20 години или минатите совети ги донеле, значи нема никаква измена на цени, има само корекција што тие услуги, односно тие ставки кои се од услуги кои ние не можеме да ги вршиме, а ги врши приватни погребални предпријатија, ги тргнеме од ценовник. Тоа е само техничка формална работа која мора да испочитуваме затоа што тоа е наредба од државна комунална инспекција. Што се однесува до акционерско друштво и што се однесува до сите оние лиценци кои ги баравме да ги добиеме ние како јавно предпријатие, добивме дозвола од Министерство, сите потребни документи ги спремивме и ги предадовме во Министерство како би можело да јавно предпријатие ги врши тие погребални услуги. Меѓутоа, волјата на министерот, тогашниот министер беше и негово размислување да ниедно јавно предпријатие во Република Македонија не може да врши погребални услуги. И ги вршат во цела Македонија приватни предпријатија. Значи,
вонзаконска работа, затоа што министерот треба да ги почитува законите, а во законите никаде не пишува дека јавно предпријатие не може да врши погребални услуги. Меѓутоа, поднесените барања од сите јавни предпријатија во цела Република Македонија беа одбиени. Водевме управна постапка, управен суд тогаш се изјасни како ненадлежен, а за целокупната постапка околу формирање на ова акционерско друштво, односно дел на погребални услуги во склоп на јавно предпријатие, добивме писмено известување за патот на одделување или поделба на погребалните услуги од државниот комунален инспектор. Значи, записникот стои во јавно предпријатие, ни кажа на тогашниот секретар на општина Куманово, Оливер Спасовски, на мене, дојде во Куманово, ни кажа што све треба да направиме за да добиеме лиценца. Сето тоа ние како јавно предпријатие и како општина Куманово го завршивме. Добивме сите потребни дозволи од Министерство за вршење на таа дејност, меѓутоа министерот не ни врати негативно на барањето за дозвола. Едноставно усмено бевме известени дека сите јавни предпријатија во Република Македонија не можат да вршат погребални услуги. Значи, спречување на конкуренција, злоупотреба на службена должност и не знам се што нема во таа одлука, меѓутоа тоа нека си го бркаат органите на ред и можам да ви кажам дека вакво размислување и ваква политика на тогашниот министар беше во коализија со сите други законски прописи и со наметнатата потреба кон граѓаните и кон извршување на оваа работа. Затоа што ископ на гроб или сите други активности кои се вршат на градските гробишта кои ги управува јавното предпријатие, а се во државна или во собственост на било која општина, вклучително и општина Куманово, не може приватно лице да врши такви дејности. Меѓутоа, таква беше одлуката, ние мора да ја почитуваме и затоа, ако не се смени законот, односно ако законот профункционира да може сите јавни предпријатија во Република Македонија да вршат ова дејност, тогаш сигурно дека ние сме спремни како јавно предпријатие, имаме и возила и се потребна отпрема и квалификувани лица да продолжиме со ваква работа. Додека не се разреши тоа по законски пат, така ќе остане. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете, директоре. Се извинувам, председателе, заборавив. Цената останува иста на фрижидерот, се користи фрижидерот, поправене, беше сменете моторот и така натаму сите оние технички работи кои беа, значи функционира. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Господинот Османовски, контрреплика. Благодарам, председателе. Почитуван директоре, вон законски активности од страна на државата на инспекторатот имавте кон вашето јавно предпријатие. Допред тоа, кога вие вршевте ископ и закоп на починати лица, во вашето јавно предпријатие првин требаше да се подмири долгот за изместнување на смет, а потоа да се закопаат починатите на граѓаните на општина Куманово. Вие дали законски ги оценувавте? Дали беше законски да ги оцените да го подмират комплетниот долг кон тоа јавно предпријатие, па да се направи ископ и закоп на починато лице? Вие тоа го применувавте пред да добијат лиценца одредени приватни предпријатија. Вие, вашето предпријатие, тоа го применувавте. Додека не се подмири долгот и овде во самиот совет доаѓаа луѓе чии починати по 1 или 2 дена беа дома, не можеа да ги закопаат од причина што не можеа да го подмират долгот кон вашето јавно предпријатие за изнесување на смет. И реагиравме. Дали е тоа било законски? Благодарам. Ви благодарам и на вас. Одговор, господинот Петрушевски. Повелете, имате збор. Мислам дека до сега за 8 години јавно предпријатие нема ни еден човек кој е починат да е вратен. Значи, до сега да не се изврши погребот. Не е смешно. Не е смешно, само да кажам. Значи, услугата која ние ја вршевме кон граѓаните, да секое починато лице мора да биде погребано, е извршено од страна на јавно предпријатие. Игра на зборови се кој како сака да го разбере, меѓутоа сакам да одговорам на сугестија на советникот.
Значи, јавно предпријатие може би сугерирало дека има некој долг. Меѓутоа, тоа е правно, формално и законска обврска на јавно предпријатие да си ги прибира долговите. Што се однесува до чинот, да починато лице биде погребано. До сега нема лице кое не е погребано. Значи, со ова паѓаат во вода сите инсинуации дека биле уценувани или било кој од семејството на починатиот или било кој се јавил од тие луѓе на кои им треба да им биде извршен погребот од нивните блиски, јавното предпријатие не е извршило погребната услуга. А сега во оваква ситуација погребните услуги ги вршат приватните предпријатија веќе 4 години, така да и ова работа мислам дека не е точна и не можем да се сложам со таква констатација. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор? Констатирам дека повеќе нема пријавени за збор. Точката ја ставам на усвојување. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 25 колеги советници, 16 за, 1 против, 8 воздржани. Констатирам дека Советот усвои решение за давање согласност на одлуката со која се врши измена на одлуката со која се определува цена на погребни услуги што ги врши јавното предпријатие Чистот и зеленило Куманово. Со ова дневниот ред е исцрпен. Ова 67-ма седница ја заклучувам и затворам.